Виничани очекуваа за 30% пониски сметки за вода, а наместо тоа добија покачување, рекоа на прес од локалниот огранок на ВМРО ДПМНЕ. Од јануари оваа година јавното предпријатие Солидарност веќе започна да фактурира по нова цена на водата од 23,2 денари по метар кубен. А веќе од наредната година ќе има ново поскапување на водата која ќе достигне цена од речиси 25 денари по метар кубен. Со истата одлука на Советот на општина Виница, донесена без поддршка од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и Коалицијата за подобра Македонија, со која се утврди цената на водата за периодот од 2018 до 2020 година, мнозинството на СДСМ ја зголеми цената на водата и во населените места Истибања и Тресино за неверојатни 50%. Водата во Виница ја покачи ВМРО ДПМНЕ, откако нивната тогашна влада донесе одлука наместо општините цената на водата да ја одредува регулаторна комисија, возврати градоначалникот Ивица Димитров. Законот кој што го донесе ВМРО ДПМНЕ кога беше на власт, а тоа е во 2015 година, донесе одлука да регулаторна комисија ја утврдува цената на водата. Со тоа ни стигна допис до нас, до општина Виница, дека цената на водата може да се движи од 22,5 денари до 28 денари. За прв пат Советот на општина Виница минатата година донесе одлука за намалување на цената на водата, на која што советниците од ВМРО ДПМНЕ не учествуваа, бидејќи тие се навикнати во изминатите години кога беа на власт во општина Виница да ја покачуваат водата на општина Виница. Инаку, минатата година водата во Виница беше намалена на 22,5 денари, со што општината имаше најевтина вода во регионот. Намалувањето беше прво по 5 години, откако претходно во 2013 година водата била покачена од 15 на 23,1 денар за метар кубен.